Започнува светот денес на Тера. Еве ги настаните на денот. Брнеше и во Битола, а дали беше Клара? 3 лица почина од листерија, уште едно во критична состојба. Ива за повика на исплата на исламските обврски. Ке се промовира Крушево. Тројца починаа во изминатите 30 дена од листерија, но в случај тоа критичен. Државата ги презема мерките за заштита, проверуваат каде ја има. Се споменаа неколку месни индустрии. Лекарите препорачуваат на внимателност. Ова е темата на денот. Одиме поред. Листериозата е бактериско заболување кое најчесто настанува по внесување на храна контаминирана со бактеријата листерија, како што е месо, преработки од месо, непастеризирано млеко и млечни производи, недоволно измиено овошје и зеленчук, чадена риба и друго. Листеријата се уништува со добра термичка обработка со печена и варена храна на над 70 степени Целзиусови. Летото е период кога почесто се јавуваат заразни болести кои се пренесуваат преку храна и затоа е потребно поголемо внимание при подготовка и консумација на храна. Предизвикувачи на овие заболувања се микроорганизми кои во соодветни услови с големена температура или несоодветно чување се размножуваат или излачуваат токсини во храната. Листериозата е бактериско заболување кое најчесто настанува по внесување на храна контаминирана со бактеријата листерија, како што е месо, преработки од месо, непастеризирано млеко и млечни производи, недоволно измиено овошје и зеленчук, чадена риба и друго. Кај здрави лица со подобар имунитет заболувањето поминува со полесна клиничка слика со стомачни проблеми, диареја или симптоми слични на грип. Листеријата се уништува со добра термичка обработка со печена и варена храна над 70 степени Целзиусови. Најчесто се регистрира меѓу постари лица со намален имунитет, бремени жени и новородени деца. Кај нив може да предизвика сериозни компликации како сепса, воспаление на мозочни обвивки, менингоенцефалит, воспаление на срцеви обвивки, перикардит, воспаление на зглобови и слично. Според податоците од Институтот за јавно здравје во текот на 2013 година бактеријата е изолирана кај 3 мостри од храна, но нема пријавено заболени лица. Во 2014 до јуни уште во 3 мостри од храна е изолирана оваа бактерија, при што само во последниот месец се пријавени 7 случаи на лица заболени со листериоза, од кои 3 завршија со смртен исход. Сега за превенцијата. Граѓаните да внимаваат на хигиената, препорачуваат од Центарот за јавно здравје во Битола. Редовно миење раце и не мешање на сурова со готова храна. Ова се дел од препораките за заштита од бактеријата листерија која не крена на нозе. Маја Богоевска. Бројот на заболени од листерија го активира алармот, велат од Центарот за јавно здравје Битола. Последните години немало изолирани случаи или пак бројот на изолати бил многу мал. Меѓутоа нема место за паника, со оглед на тоа дека се движиме во оние, ајде да ги речам, европски или светски бројки, рамки на инциденца, значи појавување на листеријата, која морам да кажеме една од ретките зоонози, ретко заболување, со инциденца значи од 2 до 10 случаи на милион или 0,3 на 1000. Баш и нашиве случаи се движат во тие рамки. Меѓутоа, алармот секако мора да се подигне на повисоко ниво. Со оглед на тоа, Министерството спроведе за здравство активности, Комисијата за инфективни болести заседава веќе од 10, можем да кажам, скоро секојдневно, бара информации, нови со цел да се најде поврзаноста на овие случаи, да се најде причинителот евентуален, значи не станува збор да потенцирам за никаква епидемија. Тоа се нормален број случаи кои би се изолирале во било која европска држава и ги има. Има висока смртност на 30%, од 80-тите години од минатиот век представува јавен здравствен проблем. Има сезонски карактер, има и висок процент на хоспитализација. Има неколку начини на пренос. Значи може да се внесе перорално, што велиме, преку уста, рековме, преку загадената, значи храна недоволно термички обработена, млекото и производите кои ви ги наведов, свежо неизмиено овошје и зеленчук, потоа од мајка на дете, и тоа е едната од манифестациите клинички ќе ги спомниме, значи од мајка на плод, и тоа при раѓањето, преку плацентата првично, меѓутоа и преку раѓањето од родилните канали. Потоа едно од начините е аерогено, со вдишување на тие излачевини. Хематофагно преку некои инсекти може да ја пренесат. И преку оштетена слузница на устата секако. Во најголем дел од случаите се манифестира како лесна инфекција.
со болки во мускулатурата, со болки во стомакот, со неколку проливи и така натаму, која за среќа поминува, велам, значи не кај сите, не завршуваат сите летално, не завршуваат сите трагично и така натаму. Меѓутоа, доколку навлезе во крвта, значи доколку се јави бактеријами или сепса, ги напаѓа некои органи, посебно е атакиран централниот нервен систем, каде што се јавуваат овие што ги спомнав менингити, менингоенцефалити и така натаму, кои имаат висока смртност, над 80%. Исто така, една од ризичните категории, рековме, се мајките, значи бремените жени, во кој смисол, значи тие можат незабележено кај нив поминува како инфекција, така беше и со смртниот случај кој го имавме на новороденото, предизвикуваат предвремени раѓања, предвремени пораѓања, предизвикуваат мртвородени и абортуси и така натаму. А доколку се роди, значи, новороденото, предизвикуваат сепса на плодот и со висока леталност над 90%. Она што како превентива треба да го направат граѓаните и да обрнат посебно внимание на хигиената. На рацете пред секој оброк, внимавање на иста даска, на иста работна површина, тоа угостителите добро го знаат, меѓутоа добро и домакинките, и да го знаеме и сите во своите домови, не мешање на сировите производи кои ги спремаме со готовата храна на иста работна површина, мијање на ножевите после секое конзумирање на, значи, преработка на сирова храна и така натаму. Во однос на она како ја складираме, обавезно, значи, складирање на ладен ланец во исхраната, односно секое спремено јадење, секое сготвено јадење, после олудувањето да се стави обавезно во фрижидерно одржување, имајќи во предвид. На клиниката за инфективни болести во Скопје кај уште едно лице е лабораториски потврдено присуство на бактеријата листерија и со дијагноза менингоенцефалитис, тој е во критична здравствена состојба. На клиниката за инфективни болести во Скопје кај уште едно лице е лабораториски потврдено присуството на бактеријата листерија и со дијагноза менингоенцефалитис. Тој е во критична здравствена состојба. И едно бебе на клиниката за детски болести во Скопје е со сепса предизвикано од бактеријата листерија, но неговата здравствена состојба се подобрува. Регистрирани се 5 нови случаи со дијагноза менингит енцефалитис од Скопје, Кочани, Македонски Брод, Охрид, Гевгелија. Претходно, новороденче и двајца возрастни мажи се првите жртви на бактеријата листерија, која го зафаќа централниот нервен систем, а крајната компликација е воспаление на мозокот. Новороденчето ја добило бактеријата од својата мајка при раѓање, што презема Министерството за здравство. Знајќи дека се работи за заболување кое се пренесува преку храна, на околу 98% преку храна, веднаш беа превземени мерки со тоа што на состаноците беа повикани представници од Агенција за храна и ветерина, дадени задачи да се направат веднаш контроли во сите поголеми објекти за производство за храна, посебно објекти за месо и месни преработки, објекти за млеко и млечни преработки, од каде што направена е контрола за претходните анализи какви им биле во однос на сите бактерии па и листерија, меѓутоа и земени дополнителни мостови за анализа. Исто така, Државниот санитарен и здравствен инспекторат е пратен во сите породилишта и неонатолошки оделенија да се земе за контрола од храната, млечната храна или млекото кој што се дава на новороденчињата и доенчињата, да се направи анализа мостра и од нив. И уште една активност на сите пазари, Агенцијата за храна и ветерина прати своји инспектори да ја проверува храната која што се продава во несоодветни услови на отворено и таа храна да ја оцена. Акцијата продолжува до крајот на неделата и имаме точни податоци колку мостри се земени, какви анализи се правени и кој е резултатот од тие анализи. Секторот за внатрешни работи Битола поднесе кривична пријава против А.Ј. 49 години од Битола за сторени кривични дела, измама, фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. Во почетокот на 2012 година пријавениот го довел во заблуда М.Т. од село Теарце, Тетовско, дека сака да го купи неговото возило Volkswagen Touareg, а откако му било дадено возилото, направил лажен купопродажен договор и возилото го продал на лице од
Куманово, со што се стекнал со противправна имотна корист од 600.000 денари. Секторот за внатрешни работи Битола поднесе кривична пријава против ѓ.а. 36 години управител на фирма од Битола за сторено кривично дело даночно затајување. ѓ.а. во текот на 2012 година со неприкажување на остварениот промет и давање на лажни податоци во даночната пријава за остварен приход, затаил данок и се стекнал со противправна имотна корист од 174.043 денари. Секторот за внатрешни Битола поднесе кривична пријава и против В. и 22 години управител и собственик на фирма и неговиот татко Т. и 50 години управител и собственик на друга фирма за сторени кривични дела оштетување или повластување на доверители и фалсификување или уништување на деловни книги. Пријавените во периодот од февруари до декември 2013 година, иако помеѓу двете фирми немало промет и парични побарувања, во книговодствената евиденција прикажале дека наводно едната фирма има побарување од другата во висина од 1.396.640 денари. По ова, ВИ поднел прилог за извршување, од страна на извршител е донесен заклучок за продажба на имотот на фирмата. На овој начин пријавените оштетиле други доверители кои имале побарување од фирмата за износ од 1.992.165 денари. Еве што ќе гледате во продолжение. Ива за повика на исплата на исламските обврски. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Новороден четвајца возрастни мажи се првите жртви на бактеријата листерија која го зафаќа централниот нервен систем, а крајната компликација е воспаление на мозокот. Добро миење на овошето и зеленчукот и добро миење на рацете, месото и месните преработки добро да се печат или варат, млекото да се пие варено и пастеризирано, препорачуваат надлежните. Едно лице загина, најмалку 65 други се повредени при експлозија на цистерна со газ во југоисточна Турција, јави турската агенција на Долија. Обвинителот Клинт Вилијамсон нашол разни докази за војни злосторства на поранешните припадници на ОВК, но не и докази дека на Косово имало трговија со органи. Меѓународното движење за солидарност на Палестина објавило снимка на која наводно израелски снайперист гаѓа палестинско момче, додека тоа се обидува да броните преживеани под урнатините. Русија соодветно ќе реагира на приближувањето на војната инфраструктура на НАТО на границите со Русија, изјави Путин. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Дали Клара дојде и во Битола? Од утрово неколку пати не зафати краткотрајно невреме проследено со силен дожд и во наредните денови ќе има, особено во северните и североисточните делови. Стево Башуровски. Предупредувањата или пак медиумските стории беа дека невремето силно ќе погоди Македонија. На Балканот во Србија кај Чачак имаше невреме, синој ќе заплиска и во Скопје. Битола некаде после полноќ малку грмотевици. Рано утро исто така грмотевици го најавија силниот дожд, се историка од Кофа. И град падна во градот под Пелистер. Така беше утрово околу 9 часот. Помина замина, дојде пладневното сонце. Невреме имаше и во други региони во Македонија. Многумина велат повеќе врни на Фејсбук отколку надвор од облаците. Или се коментира дека од игла се правила локомотива. Како и да е природна работа, ама неприродна што ни се случува многу често. А уште почудно што тоа е во лето кога сите секој ден очекуваат знак со сонце по метеата на телевизиите. А надлежните, односно стручните велат во изминатите 24 часа се наврнати 13 литри на метар квадратен во Скопје на Зајчев рид,
12 во Куманово, 3 во Крива Паланка, Тетово и Дебар, 2 во Маврово, 1 литар на метар квадратен во Скопје Петровец и во Штип. Во другите места каде што се врши мерење, наврнатите количини се помалку од литар или пак немало врнежи. Битола нема на оваа листа, ама сите видовме дека дожд заврна. Денес времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди со повремени врнежи од дожд и грмежи, во попладневните часови поинтензивни процеси со услови за појава на невреме со град и силни електрични празнења, особено во северните и североисточните делови, каде се очекува да наврнат повеќе од 25 литри дожд на метар квадратен. Утре во Битола сонце со облак и можен дожд, температурата до 25, четврток до 29 степени сончево време, в петок сончево со мала облачност и можен дожд со повисока температура до 30 степени. Сабота, недела и понеделник уште повисока 32, односно 33. Ке има и сонце, и облаци, и дожд. Пожар ја пеплоса куќата на 7-члено семејство од Битолска Граишница. Семејството ноќта ја мина кај соседите кои први претрчале да помогнат. Маја Богоевска. 7-членото семејство Талевски од битолското село Граишница остана без покрив над главата по пожарот што ноќеска до темел ја проголта нивната куќа. Огнот избувнал во 1 часот и 30 минути додека целото семејство спиело. Чадот прв го почувствувал таткото, ги разбудил сопругата и братот и веднаш почнал да ги извлекува децата од допожарената куќа, додека гредите од покривната конструкција паѓале врз нив. И јас дечина да ги изве подалекото и стара куќа да нема мина, бомба, се е можно, да се спасам децата. Пуно брат ми не излегува уште. Одам кога гледам, надам викам, бе, то ме излегува, тој сетне осети, од врата немаше да излезе ни џама. Оти паѓа искри, во жар, се едно друго, пламен. Живеевме во сиромаштија и во беда. И на крај веќе све што имавме низгори, све што го печалевме со 1 динар што го вадевме за парче леп, што сме тргале настрана од устата наша и од децата, се низгоре. Семејството ноќта ја минале кај соседите кои први притрчале да помогнат. Тие се јавија, ама веќе се беше во пламен. Многу малце можеше да се стори за да се поможи, освен пожарната кој дојде. Друго му дадовме покрив над главата и прибрав кај мене. Тоа што можев. Семејството Талевски ги молат граѓаните да им помогнат на било каков начин, зашто никој во семејството не работи. Што можат од јавните институции, да речеме, социјалните, што може да се поможи за 7-члено семејство да не остане на без покрив, еве и вечерава нема каде да преспиеме, не знаеме што ќе правиме. Ако се најде некој добротволец. Кога ноќеска пристигнала противпожарната единица од Битола, веќе било доцна. Се претпоставува дека причина за пожарот е старата дотраена електрична инсталација. Битолското муфтиство ги повика верниците да си ги подмират давачките или исламските материјални идбадети, садекатор фитр и зекјат, средства кои се наменети за воспитно-образовните институции на муслиманите во Република Македонија. Муслиманите ги живеат последните денови од светиот месец Рамазан, месец кога овој народ се оддава на пост, на воздржување од многу работи, за во радост да го дочека големиот празник Рамазан Бајрам. Во овој период битолските припадници на исламот на голем ифтар во Довлеџик се собраа заедно на рамазанска вечера, каде сите заедно, повеќе од 2000 лица еден до друг, вечера, разговара и го величаа нивниот Бог. Во овој месец муслиманите имаат и обврски за извршување така наречени материјални ибадети. Знаете дека е Рамазан, дека сега е време на плаќање на садекатул фитр и на зекат. Ако сакаме ние да го постигнеме она што го постигна господинот Реџеп Тајип Ердоан, тогаш нашите давачки треба да ги упатиме онаму каде што треба, а не своеволно и да се правиме дека сме многу паметни, не почитуваме вера и не почитуваме ислам. Деновиве за оваа исламска обврска садекатар фитр и зекјат се обратија и преку соопштение до верниците нагласувајќи обврската да ја извршат и да внимаваат при извршувањето, тоа да биде онака како што е одредено од возвишениот Аллах и ријасетот на Иваза, односно единственото место каде овие средства треба да се насочат се воспитно-образовните институции на муслиманите во Република Македонија, како што е Факултетот за исламски науки и Медресето
на Иса Бек преку исламските верски заедници во земјава. Во спротивно се нагласува во соопштението, ако не се испочитува светиот Куран и ставот на ријасетот, ниту зекјатот, ниту пак садекатор фитрот нема да биде прифатен од Аллах, а муфтиството нема да биде обврзано да им помага на лицата кои ќе ја следат својата слободна волја. В недела голема промоција во Крушево, пред Илинден многу забава под Мечкин камен. Стево Башуровски. Овој викенд 27 јули во Крушево ќе се случи промотивен ден Откриво Крушево. На промотивниот ден за забавата во градот ќе се погрижат музичките групи Супер Хикс и Љубојна, а за сите своји посетители Крушево ќе понуди богата туристичка програма исполнета со гурмански специјалитети и традиционална храна. Денот ќе биде зачинет со адреналинска авантура и летање со параглайдер, фолклорна програма, возење и пешачење по бележани планински патеки и уште многу други културни содржини. За време на настанот за прв пат досега организиран ќе биде богата наградна игра во која најстрекните гости на денот ќе можат да освојат летање со параглайдер, викенди или вечери за двајца во неповторливиот амбиент на градот. Настанот е во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија и општина Крушево, а неговата цел е да се промовира комплетната туристичка понуда на градот Крушево и да се представат сите негови туристички потенцијали пред домашните и странските туристи. Светот во две кризи, авионската несреќа во Украина и војната на Блискиот Исток. Нови жртви на појасот Газа, Израел во голема воена офанзива. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Светот денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Палестинските власти соопштија дека во серија на израелски воздушни напади денеска загинале најмалку 11 лица во појасот Газа, меѓу кои и една бремена жена. Бројката на жртви порасна на 600 откако израелската војска ја започна офанзивата со цел да ги запре ракетните напади на Хамас од појасот Газа на нивна територија. Според палестинските власти, најголем дел од жртвите се цивили. Израелските авиони нападнале утринава 5 џамии, спортски стадион и куќа на загинат шеф на воено крило на Хамас, односно повеќе од 70 цели. Силни експлозии одекнале во Газа и синоќа паралелно се слушале детонации и повици за молитви од џамиите, пренесува Reuters. Експертите и познавачите на состојбите велат дека воената офанзива на Израел дополнително ќе ги радикализира палестинското население и отуѓените и фрустрирани пријатели во САД. Хамас е во голема каша. Движењето, кое според еден почитуван израелски аналитичар е изолирано од арапскиот свет, се соочува со потенцијален револт меѓу населението во Газа и бара излез од сегашниот конфликт со Израел во кој животот го загубија стотици палестинци. Слабоста на Хамас, според директорот на познат think tank во Вашингтон, всушност го поттикна конфликтот. Хамас го почна конфликтот поради слабоста, изолираноста и на крај ќе биде уште послаб и поизолиран, објави тој неодамна на Твитер. Лесно е да се види зошто Хамас виси на конец, како последица на киднапирањата и убиствата на тројцата еврејски тинејџери што се случија на 12 јуни. Израелското министерство за одбрана го ограничи палестинското исламистичко движење во западниот брег и при тоа уапси повеќе од 300 члена и им ги испразни скривалиштата на оружје. Министерството сега е насочено кон Газа, каде што почнува со операцијата Заштитен раб во повеќе од 1300 области, каде што загинаа повеќе од 160 палестинци. Американскиот државен секретар Џон Кери вети $47 милиони хуманитарна помош за цивилното население во појасот Газа, што е главна жртва на конфликтот помеѓу Израел и исламистичкото движење Хамас.
Кирико е во посета на Каиро со цел да помогне во напорите за прекин на огнот меѓу исламистичкото движење Хамас и Израел во појасот Газа. САД ке доделат 15 милиони долари на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци и упатија повик за донации, објавувајќи дека се неопходни 60 милиони долари за справување со кризата. Останатите 32 милиони долари ќе бидат обезбедени од Американската агенција за меѓународен развој, објави американскиот Стейт Департмент. Првиот човек на Обединетите нации Бан Ки Мун по неговото пристигнување го повтори барањето за итен прекин на огнот. Израел и милитантите палестинци потоа би можеле да ја започнат диалогот за надминување на разликите, рече тој. Десетици високи полициски службеници биле приведени во истовремени операции во 22 провинции во Турција рано утрово во рамки на истрагата по обвиненијата против така наречената паралелна држава. Најмалку 40 лица биле приведени во Истанбул по обвиненија за шпионажа, незаконско прислушкување и злоупотреби со официјални документи. Најмалку 12 лица биле приведени во оддел на операција против поранешни службеници на разузнавачкиот оддел за наводно извршување нелегално наблюдување. Има наредба за приведување на вкупно 134 осомничени. Се смета дека операцијата е дел од владината борба против движењето на исламскиот проповедник Фетула Ѓулен, кого премиерот Реджеп Тајип Ердоган го обвинува за создавање паралелна држава во рамки на државата. Лидерот на сепаратистите во Донецк објави прекин на огнот во радиус од 10 километри од местото на авионската несреќа. Проруските сепаратисти синоќа во Донецк ги предадоа двете црни кутии од соборениот Боинг 777 на малезиската делегација, пренесуваат медиумите. Ова е важен ден во историјата на Донецката народна република, рече лидерот на самопрогласената држава на истокот на Украина Александар Бородеј по повеќе часовниот состанок со малезиската делегација. Во својот говор тој ги обвини украинците за несреќата со образложение дека тие имале технички капацитет и мотив. Потоа представниците на малезиската и холандската делегација подпишале документ за примопредавање на кутиите според официјален протокол, со што е исполнет договорот за кој во Куала Лумпур зборуваше малезискиот премиер. Имено тој на конференција за новинари изјави дека малезиските власти далеку од очите на јавноста преговарале со сепаратистите за примопредавање на црните кутии и посмртните останки од загинатите. Членовите на Европската Унија не се едногласни во однос на санкциите против Русија. Хрватскиот министер за надворешни работи и европски прашања Весна Пусиќ призна денеска дека меѓу земјите на Европската Унија се уште нема едногласност во однос на примената на третата фаза санкции против Русија, што се однесува за цели сектори од економијата, јавува и Тартас. Сметам дека сега ќе постигнеме консензус со колегите и ќе има придвижување во таа насока, рече Пусиќ при пристигнувањето во Брисел на средба на шефовите на дипломатиите од Европската Унија, на која една од главните теми ќе биде ситуацијата во Украина. Јужнокорејската полиција соопшти дека го пронашла телото на собственикот на траектот Сеул, кој потона во април, при што загинаа над 300 лица, а по кого беше распишана потерница. Телото било пронајдено на 12 јули на поле во близина на градот Чуенчон на југот на Јужна Кореја, а форензичарите со помош на ДНК и отисоци од прстите потврдиле дека станува збор за собственикот на потонатиот траект Ю Бјунг, 73 години. Шефот на локалната полиција во Хјонхон Хо додал дека телото било во распаѓање и била потребна детална истрага за да се утврди идентитетот на жртвата. Првичната истрага покажа дека не се работи за убиство, додал тој. На неговото тело се наоѓале скапи чевли како и зимска јакна од луксузен италијански бренд, рекол Хјун Хо, и додал дека покрај телото биле пронајдени 3 празни шишиња алкохол, платентна торба и лупа. Полицијата и обвинителството го бараа Бјунг со недели и понудија награда од $500,000 за било каква веродостојна информација за тоа каде се наоѓа. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, овде е крајот на вечерашното издание на Светот денес на Тера. Останете со нашата програма.